Локалните избори ќе се одржат на 15 октомври. Собранието вчера ги усвои измените на изборниот законник, со што се овозможи одржување на локалните избори во првата половина на октомври и продолжување на мандатите на актуелните градоначалници и советниците во општините. Со оваа законска измена се овозможува непречена работа на општините, кои беа блокирани од 24 март, кога според претходната верзија на изборниот законник им истекоа мандатите на членовите на општинските совети. Политичката криза во земјава беше главната причина да се одложат локалните избори, кои требаше да се одржат во законски предвидениот термин во првата половина од мај, но од ниту една партија немаше никакви иницијативи за свикување собраниска седница, на која требаше да се избере председател, кој потоа би ги распишал локалните избори на 15 мај. Пред вчерашната одлука во собранието, толкувањата за мандатите на градоначалниците и на општинските совети предизвикаа реакции во јавноста. Државниот инспекторат за локална самоуправа пренецел месец, повикувајќи се на членот 35 и членот 49 од Законот за локална самоуправа, соопшти дека мандатите на градоначалниците траат до завршувањето на тековната година, што значи до 31.12.2017. Со оглед на изминатиот мандат на советниците, градоначалниците извршуваат техничка функција и општините не смеат да прекинат да функционираат, реагираа од Државниот инспекторат за локална самоуправа. Градоначалниците на општините од Источна Македонија во април преку петиција бараа заедницата на единиците на локална самоуправа ЗЕЛС да поведе изменување на изборниот законник за да се поместат локалните избори. Измените во изборниот законник се очекува да овозможат нормално функционирање на општините. Сега се очекува некаде во август собранискиот спикер Талат Џафери да ги распише локалните избори, а веќе во септември треба да бидат познати имињата на кандидатите за градоначалници и советнички листи.